Благодарам, председателка. Денеска на Законодавно-правната комисија го разгледуваме амандманот кој што, морам да кажам, во интерес на јавноста, помина на матичното работно тело, а тоа е Комисијата за финансирање и буџет. Имено се работи за амандман со кој што се предлага да се обезбедат средства во висина од 4,5 милиарди денари за зголемување на платите на вработените во администрацијата за 15%, согласно постапката за донесување на буџетот. Како поднесен амандман беше разгледан токму овој амандман и мнозинство на пратеници од коалицијата ВМРО ДПМН и Обнова на Македонија гласа за овој амандман и амандманот уредно помина на тоа матично работно тело, што значи дека сето друго останува само формалност, затоа што како член на оваа комисија на многу пати сме разговарале тука околу донесување на законски решенија и секогаш Законодавно-правната комисија работела согласно надлежностите кои што ги има во деловникот за работа, а тоа е дека комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат на усогласеноста на законите и други акти со уставот и со правниот систем. Она што беше најавено на пресконференција, ако не се лажам, на еден од колегите пратеници од Социјалдемократскиот сојуз, е дека нема да се усвои овој амандман кој што треба да донесе зголемување од 15% на платата на вработените во администрацијата, токму нова Законодавно-правна комисија која што воопшто нема ингеренции да гласа против ваков амандман, доколку истиот е во согласност со деловникот донесен. Овој амандман е донесен согласно деловникот за работа, согласно закон и согласно устав. Значи, тука останува само формалноста, односно да констатира комисијата дека амандманот е во согласност со законските прописи. И токму затоа јас апелирам, како и моите претходни колеги кои што зборуваат тука, дека едноставно треба да се прифати овој амандман како таков, да се обезбедат овие 4,5 милиарди денари во буџетот за идната 2023 година, со што ќе може да се исполни ветувањето, а тоа е вработените во администрацијата да добијат зголемување на платите. Имено сметам дека можеби и овој амандман и прифаќањето на овој амандман беше и таа светла точка во амандманската расправа, кога дадовме на некој начин на синдикатите, на вработените во администрацијата, во јавниот сектор, дека ќе добијат зголемување на платите, што е во согласност со зголемување на трошоците за живот. Сите знаеме дека имаме галопирачка инфлација во Република Македонија, дека особено трошоците за храна, за струја, електрична енергија, за превоз одат над 30%, буквално сме рекордери во регионот по инфлација и она што преостанува на нас како законодавно тело и во овој процес на носење на буџетот да донесеме вакви амандмани кои што ќе значат подобар живот за нашите сограѓани. Имено се работи за голем број на наши сограѓани вработени во јавната администрација кои што го очекуваат ова зголемување на платите. Веќе ги видовте реакциите на синдикатите кои што јавно излегоа со поддршка за зголемувањето на платите, јавно упатија барање до вас како колеги пратеници и како извршна власт да гласате за овој амандман и сметам дека вие колеги пратеници од мнозинството не треба да го понесете тоа бреме и да гласате против ваков еден амандман кој што ќе повторам е донесен во уредна законска деловничка постапка. Наша работа тука е да утврдиме дали е согласно деловникот за работа овој амандман донесен. Одговорот е да. Дали е донесен во соодветна постапка? Одговорот е да. Дали има недостатоци кои што би значале дека има елементи кои што се во спротивност со закон и со устав? Одговорот е не, нема такви недостатоци. Дали е испочитувана законската процедура, мнозинство
мнозинството да гласа за амандманот, одговорот е да, така да сите процедурални, правни, како сакате, законски, деловнички, па и уставни работи се испочитувани и тука останува само формалниот дел, а тоа е да не се гласа против овој амандман, затоа што и немаме мандат како членови на Законодавно-правната комисија тоа да го направиме. Воспротивно сметам дека гласањето против еден ваков амандман ќе значи и гласање против волјата на работниците. Тоа ќе биде глас против работникот, глас против синдикатите и со тоа ќе се покаже за жал целата неспособност на извршната власт, а тоа е да во еден буџет од најголем во историјата од 5,3 милиарди евра да нема просторете за зголемување на платите во администрацијата, а овие зголемување на плати во администрацијата ќе значат мотивирани административци, мотивиран јавен сектор кој што ќе треба да биде предводник на реформите кои што не очекуваат кон нашето пристапување кон Европската Унија. И вие знаете, и јас знам, дека имаме незадоволни работници, дека имаме незадоволни административци кои што секојдневно не среќаваат по улиците и ни укажуваат дека е неподносливо да се живее и да се преживее во едни вакви услови и за жал поголемиот број од нив зависат од платата која што ја земаат на 1 или на 15 во месецот и секое мало покачување на платата значи многу за нив. Ако веќе поминало ова како амандманско решение во Комисијата за финансирање и буџет, сметам дека и на крај ќе повторам и тука ќе завршам дека како членови на Законодавно-правната комисија немаме ниту право, ниту морално право да гласаме против волјата на работниците. Тука ќе завршам со уште еден апел да се поддржи овој амандман и да се постапи согласно деловникот за работа. Благодарам. Благодарам и вам.